Долг ќе биде патот на парите кои рудникот Бучин по основ концесија треба да ги исплаќа. Причина за ова е експлоатацијата на рудникот Боров Дол, кој зафаќа простор од атарите на 3 општини – Штип, Конче и Радовиш, што како трио поделбата е единствена во државата. Тоа е за прв пат досега случај и во законот за минерални сировини нема таков случај и веројатно веќе се почнуваат активности за измена дали на законот за минерални сировини или решавање на ваков случај. Така да сега за сега Боров Дол и сега за сега е во пробна работа, не е почнат со производство. Така да останува тоа прашање да се решава преку Министерството за економија. Со оглед на тоа дека станува збор за кај нас вообичаено долга процедура кога во прашање е промена на законите, а општините во меѓувреме губат пари, прашањето е дали тие досега покренале иницијатива или тоа треба да го направи некој друг. Да, ние како општина до Министерството за економија имаме поднесено можности барање за промена на планот за искористување на минерални сировини, бидејќи за прв пат во Република Македонија се појавува случај да еден рудник припаѓа на 3 општини. Мора да се менува законот за минерални суровини со единствена цел реално да се изврши распределба на концесискиот придонес за 3 општини. Ова е еден позитивен ветер во грб за нашата општина и се надевам дека со промената на законите за рудови суровини ќе се придонесат да овие концесии и овие позитивни финансиски исходи ќе бидат уште повеќе зголемени за нашата општина. А сите инвестиции кои што ќе ги добиваме како по основа на концесија или по основа на други договори кои што ќе бидат реализирани со самиот рудник Боров Дол, ќе бидат инвестиции кои што ќе бидат употребувани за инфраструктура, за патишта, одржување на патишта и реализирање на нови проекти во општина Штип. Експлоатацијата на Боров Дол започна во јануари оваа година и сите правни недоследности и промени предстојат во периодот што следи, и тие се сврзани со рударскиот гигант Бучим, кој од 1972 година беше мотор на целиот економски и општествен живот за Радовиш. Инаку, новата површина за експлоатирање на бакарна руда има резерви од 48 милиони тони бакар, што ќе значи работа на Бучим во наредните 10 до 15 години. Новиот рудник, 3 општини го делат на следниот начин. Конче 56,75%, Штип 39,03% и Радовиш 4,19%.